Почитувани гледачи, добар ден. Време е за најновото издание на отвореното студио на Телеканал А1. Денеска гостин во студиото е господинот Славче Трпески, директор на Агенција за катастар на недвижности. Со него разговараме на неколку теми, и тоа регистар на цени и закупнини на недвижностите, програма за ажурирање податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2017 година и на тема катастар на инфраструктури. Господине Трпески, добар ден и добро дојдовте. Добар ден и добро ве најдов во студио. Така, еве за почеток да почнеме со она што е актуелно да речеме. Минатата недела во посета на катастарот беше председателот на владата Емил Димитриев, па еве кажете ни што промовиравте во таа пригода. Да, токму така, минатата недела во посета на катастарот беше председателот на владата Емил Димитриев, исто така беше и министерот за транспорт и врски. Во таа пригода имавме една убава можност на граѓаните на Република Македонија, на бизнес заедницата во Република Македонија, да им дадеме увид во сите урбанистички планови на ниво на цела држава. Значи катастарот, покрај тоа што ги води катастарските парцели, што ги води инфраструктурите, што ги води цените на недвижностите и закупите, веќе од 2015 година и сите урбанистички планови кои што ги носат општините се должни да ги достават до катастарот и истите да бидат прикажани на веб страната на катастарот. Од минатата недела тоа е веќе можно за територијата на цела држава. Ако во минатото само 2-3 општини, мислам дека беа општината Кисела Води и општината Центар, јавно ги истакнуваа урбанистичките планови, сега веќе сите урбанистички планови што се донесени од сите општини, граѓаните може да ги видат. При тоа може секој граѓанин да види за својата парцела што е предвидено да се гради. Исто така е тоа интересно и за бизнес заедницата. Може да види каде има градежни парцели, што е предвидено да се гради, чија е собственоста на земјиштето и на тој начин да се стимулира и градежниот сектор. Се на се е една новина која што ја направи македонскиот катастар и сме единствени по оваа работа во Европа. Значи, регистарот на градежно земјиште, електронското носење на урбанистичките планови и прикажувањето на градежните парцели јавно, транспарентно пред сите граѓани, а македонскиот катастар го прави катастар кој што е единствен во оваа работа на ниво на Европа. Така. Како дојдовте до идеја за спроведување на регистарот на цени и закупнини на недвижности во Република Македонија? Самиот регистар на цени и закупнини на Република Македонија е еден дел од масовната проценка, која што како држава треба да ја направиме во следниот период. Масовната проценка како начин на добивање на цени на недвижностите е измислена во Америка негде веднаш после големата светска криза од 20-те години од минатиот век, за во Европа, во скандинавските земји да дојде во 70-те години, значи 1970-80 година и конечно на Балканот можеби сме и последен од Европа каде што треба да направиме масовна проценка. Во некаде 2013 година во Законот за катастар на недвижности ја ставивме врската за да направиме регистар на цени, а во 2015 година веќе го воспоставивме регистарот на цени и закупнини и од 2015 година веќе навака ние ги регистрираме сите цени и закупнини на ниво на држава. Некаде во регистарот во овој момент има преку 45.000 трансакции, било да се закупи, било да се купопродажби. Така, како, односно кога еве започна да функционира регистарот на цени и закупнини на недвижностите во Република Македонија? Да, како што ви напомена, во март 2015 година го започнавме, значи правилно претходно ги создадивме сите предуслови, значи донесувањето на законот, подзаконските акти, а во 2015 година ги сочинивме и сите технички предуслови, така да денеска кога се купува, кога се продава имот, задолжително покрај договорот за купопродажба, на нотар се заверува изјава во која што се потполнуваат и определени карактеристики кои што се за соодветната недвижност. Исто така веќе и сите договори за закуп што се склучуваат, било тоа да е на стамбен простор, било да е на деловен простор или да се работи или за градежно земјиште или за земјоделско земјиште, исто така се регистрираат во катастарот и на тој начин ние фактички го промовиравме и го создадовме новиот регистар на закупнини и купопродажби. Која е методологијата на сумирање на податоците во регистарот на цени и закупнини на недвижностите?
Методологијата која што ја користиме во овој момент е сите цени што ги добиваме од определено подрачје да ги упросечиме и да ги објавиме јавно просечните цени на становите, просечните цени на деловниот простор, просечните цени на закупнините за секој град врз основа на извршените трансакции. Секако понатака при правењето на масовна проценка ќе се применат и соодветни методологии во зависност од типот на недвижноста која што ќе се цени. На овој момент, благодарејќи на регистарот на цени, ние веќе транспарентно ги објавуваме цените на недвижностите и транспарентно ги кажуваме во секој град, за секоја населено место во Република Македонија како се движат просечните цени на станови, просечните цени на деловен простор, просечните цени на недвижностите, односно на земјоделското земјиште или на градежното земјиште. А како се движат цените на недвижностите и закупнините во овој регион? Да, убаво е да се направи една паралела како се движат цените во Струмица, Струмичко, односно да речеме овој дел од југоисточна Македонија. Ако иначе за ваша информација, сите граѓани може да пристапат на нашата веб страна и може да преку ГИС порталот да ја проверат секоја поединечна трансакција што е случена изминативе 2 години, а исто така може да ги најдат и редовните квартални извештаи што ги објавуваме за движењето на цените. Во однос на овој регион би напоменал вака, значи во однос на Струмица би анализирал минатата година, бидејќи пред 2 месеци ја завршивме, а следниот извештај ќе ни дојде некаде во април, кој што се однесува за првите 3 месеци. Во Струмица, например, просечната цена за цела 2016 година изнесува 26.968 денари за метар квадратен. Во Радовиш просечната цена за цела година изнесува 12.179 денари, за Гевгелија просечната цена изнесува 18.938 денари, Доријан 10.901 денар и Богданци 10.067 денари. Кога ќе ги видиме овие цени на недвижности, поточно на станови, ова се купопродажби на станови, можеме да видиме дека има многу мали износи кои што се наведени во самите договори. Една од мерките, една од резултатите кои што треба да се постигне преку регистарот на цени, исто така и преку масовната проценка е да граѓаните, бизнес заедницата, при купопродажба на станови, при купопродажба на недвижности, да ги покажуваат вистинските цени, а исто така ова многу битно и од аспект на општината, бидејќи општината пак е должна согласно законите за даноци на имот и да ги оданочува по пазарните цени, така да е покрај транспарентноста, многу е битно и граѓаните вистинските цени да ги наведуваат во самите договори. Во однос на закупите, просечната закупнина за 2016 година во однос на Струмица изнесува 77 денари за метар квадратен, за Радовиш исто така 77, Гевгелија е нешто поскапо 100 денари, во Ландово е 45 денари, Доријан е 26 денари и Богданци е 99 денари за метар квадратен стамбен простор. Во однос на закупот на деловен простор, цените, просечните цени упросечени, за Струмица изнесуваат 259 денари, за Радовиш 239 денари, за Гевгелија 213 денари, за Валандово 141 денар, за Доријан 133 денари и за Богданци 178 денари. Многу интересно е да преку овој регистар, односно преку овој извештај што ги генерално што ги даваме, можеме да ги видиме и кои се највисоките продажби, кои се најниските продажби, кои се највисоките закупнини што се плаќаат за определено подрачје, кои се најниските, па како интересно би можел да ги наведам. Например, највисоката продажба што се случила во Струмица изнесува преку 148 милиони 500 илјади денари, се работи за продажба на деловен простор во површина од 4613 метри квадратни, додека најниска продажба што е направена на територијата на Струмица изнесува само 1000 денари, се работи за продажба на нива од 690 метри квадратни. Највисокиот закуп во Струмица е платен 92.250 денари за деловна просторија од 165 денари, додека најнискиот закуп е 1200 денари платен за деловна просторија од 95 метри квадратни. Исто така може да се анализираат и другите градови. Пример Радовиш, највисоката продажба е 2.583 денари, се работи за деловна просторија од 103 метри квадратни, додека најниската продажба е само 500 денари за ниво од 2560
метри квадратни, додека највисокиот закуп е 39.360 денари за деловна просторија од 93 метри квадратни и најнискиот закуп е 500 денари за ниво од 1271 денар. Буквално вакви податоци имаме за сите градови од Републиката и сите граѓани кои што се заинтересирани може да ги прочитаат. Пред се, ова се убави податоци за доколку некој сака да купи стан, доколку некој сака да продаде стан, сака да купи нива, сака да продаде нива, сака да купи деловен простор, да продаде деловен простор, да пристапи на веб страната на катастарот и да види во тоа подрачје каде што сака да го направи тоа, како се движат цените. Значи, регистарот на цени и закупнини овозможува една голема транспарентност на пазарот на недвижности. Така, кои се еве придобивките за граѓаните од се ова што го спомнавте до сега? Значи, придобивките се големи. Придобивките се големи од аспекта граѓаните досега немаа можност каде да проверат како се движат цените. Значи, вообичаено до сега граѓаните се движат до тоа да ако ги интересира некој стан или некоја деловна просторија, директно со сопственикот да се договараат или евентуално преку агенција за недвижности да се заинтересираат околу цената, но никаде не може како граѓани да проверат која е цената во околината, колку реално вреди таа недвижност. Во многу случаи имаше изманипулирани граѓани. Знаеме, пред неколку години во Скопје граѓаните се залета и не купија, туку само платија цена на измамник за 500 евра за метар квадратен, а реално знаем дека во центарот на Скопје се цените над 1000 евра. Така да, транспарентноста на пазарот на недвижности овозможува да граѓаните осознаат како се движат цените и на тој начин да можат да не бидат измамени во пазарот на недвижности. Исто така, регистарот на цени веќе најде примена и во делот на бизнис секторот. Веќе имаме како катастар склучен договор со една компанија која што се занимава со продажба на недвижен имот, да во самата продажба ги инкорпорира и цените на недвижностите и на тој начин граѓаните кои што купуваат преку таа компанија веќе ќе ги осознаат и цените на околните станови што се продаваат. Така да регистарот на цени за купнини полека си ја завршува својата улога. Агенцијата за катастар на недвижности започна со бесплатно ажурирање на податоците. Што значи тоа? Да, некаде во 2012 година заврши процесот на создавање на катастар или создавање на катастарот на недвижности на територијата на Република Македонија и при тоа создавање, во тој процес на брзо правење на катастар, ја би го нарекол, од отприка 4,1 милион парцели колку што постојат во Република Македонија, околу 10% од истите останаа со неутврдени права, поточно граѓаните во постапката за систематско запишување на правата на собственост не се пријавиле во соодветните подрачни оделенија. Имајќи во предвид дека како држава ни е многу битно да секоја педа земја во Република Македонија си го има својот сопственик, дали тоа ќе биде приватна или државна, тоа е сосема ирелевантно, се пристапи кон измени на законот за катастар недвижности и на тој начин се овозможи да им се даде уште една шанса за оние подрачја во Република Македонија каде што процентот на незапишани права е поголем од 20% на ниво на катастарска општина. Со измените на законот 2014 година, катастарот веќе пристапи врз основа на годишни програми кои што ги носи владата Република Македонија, да ги повикува граѓаните, да ги донесат своите документи и да ги запишат своите права на собственост во бесплатно да ги запишат во имотниот лист, односно да си добијат бесплатен имотен лист. Оваа можност е веќе трета година како ја правиме и за оваа година владата Република Македонија донесе нова годишна програма која што се опфатија покрај постојните катастарски општини, се опфати и нови катастарски општини. Добро е можеби да спомнам за Струмица и Струмичко кои катастарски општини се опфатени и да употребен апел до граѓаните да искористат оваа можност за бесплатно да си го запишат својот имот. Во однос на Струмица за оваа година предвидена е катастарската општина Нивичино, така да сите граѓани кои што имаат имот во оваа катастарска општина Нивичино може да се јават во Струмичкиот катастар. Сега имаме многу убава зграда, значи преубави услови за работа има самиот Струмички катастар да дојдат да ги донесат своите документи и бесплатно да си го запишат имотот за оваа катастарска општина и во овој регион исто така се врши бесплатно запишување на правата на недвижностите во Гевгелија, значи во Гевгелискиот катастар. Тука се опфатени повеќе катастарски општини, јас би ги наброил. Тоа е катастарската општина Петрово, катастарската општина Габрово, катастарската општина Кованци,
катастарската општина Коњско, катастарската општина Серменин и катастарската општина Хума. Значи сите граѓани кои што имаат имот во овие катастарски општини, а се уште немаат имотен лист, ги повикувам да дојдат во катастарот во Кевгелија, да ги донесат своите документи што го докажуваат правото на сопственост, дали се тоа пресуди, договори за купопродажба, поседовни листови и така натаму, да ги посочат своите катастарски парцели, доколку можат тоа да го направат веднаш во канцеларија, на компјутер, нема да има потреба да се оди на лице место, но доколку едноставно граѓанинот не може да се снајде, тогаш екипи од катастарот заедно со граѓанинот ќе излезат на лице место, граѓанинот ќе мора да ги посочи тие недвижности и понатаму во постапка пред катастарот ќе се излезе имотен лист, значи комплетно бесплатно запишување на правата на недвижностите, така да ова е една убава можност да граѓаните искористат и да си ги запишат своите права на сопственост. Така, но еве кои се граѓани може да се пријават за бесплатно ажурирање на податоците? Значи сите граѓани кои што живеат во овие определени подрачја и кои што поседуваат докази за сопственост, можат да се пријават да искористат оваа можност. Така да пред се работи за рурални општини на кои што имотот можеби се води на луѓе што се починати или луѓе што се многу стари, така да овој апел и до помладите генерации кои што знаат дека нивните татковци, нивните дедовци имаат имот во овие подрачја, така да треба да искористат оваа можност, документите што ги поседуваат кај нив дома, да ги донесат во катастарот и катастарот да изврши бесплатно запишување. Покрај оваа мерката важи за целата територија на државата, имаме и можности за бесплатен премер на сите оние објекти кои што се изградени, но се уште кои што изградени со градежно-техничка документација, но се уште во постапката кога била на систематско запишување, дали тоа е од објективни или од субјективни причини, едноставно граѓаните не ги донеле своите документи. Доколку граѓаните значи поседуваат стара градежно-техничка документација, исто така може да дојдат во Стромица, во Радовиш, во сите подрачни оделенија што ги имаме во овој регион, треба да ја донесе. Катастарот ќе излезе на лице место, ќе направи бесплатен геодетски елаборат и понатака имотот ќе се запише. Значи, уште една мерка која што како граѓани, како општество ја даваме за граѓаните за полесно да си ги запишат своите права на сопственост. Така еве да објасниме на гледачите како се одвива целиот проект, дали годишната програма може да се дополнува со нови катастарски општини? Да, годишната програма е програма која што се носи обичаено на почетокот или на крајот на едната година и се однесува за наредната година, но до сегашната 3-годишна пракса покажа дека ние излегуваме во пресред и владата Република Македонија излегува во пресред на барањата на граѓаните, така да доколку има граѓани кои што се заинтересирани за определено подрачје кое што сметаат дека треба да му дадеме приоритет, едноставно можат написмено да соберат неколку потписи, значи да направат вид петиција, да испратат до Агенцијата за катастар на недвижности, барањето ќе биде разгледано и на предлог на катастарот верувам дека владата Република Македонија ќе дополни таа годишна програма со тоа населено место или со таа катастарска општина и на тој начин и тоа населено место ќе го вклучиме во систематското запишување на правата на недвижности. Морам да кажам дека катастарот нема неограничени ресурси и не можеме веднаш сите катастарски општини да ги опфатиме, иначе вкупно од некаде 1912 катастарски општини колку што постои на територијата Република Македонија, со оваа мерка се опфатени вкупно 205 катастарски општини, а до овој момент во постапка на повикување на граѓани, во постапка на запишување на имот имаме околу 150 катастарски општини, значи ни преостануваат уште околу 60 на катастарски општини кои што треба да ги одработиме, но ако граѓаните сметаат дека треба некоја општина да ги дадеме приоритет, стоиме на располагање на нивен предлог тоа да го направиме. Кои се еве резултатите од ажурирањето и каков е бенефитот на граѓаните од овој проект? Овој проект веќе го спроведуваме 3 години и резултатите се стварно одлични. Во овој период, како што напоменав на почеток, како на почетокот имавме околу 420.000 парцели кои што беа со неутврдени права, еве за 3 години веќе 100.000 катастарски парцели се утврдија правата и запишано е правото на сопственост, така да во овој момент од 4.100.000 парцели колку што има вкупно на територијата на Република Македонија, останати се уште околу 310.000 катастарски парцели за кои што тече оваа постапка, за која што бараме граѓаните да се повикаат. Бенефитите се големи. Денеска веќе
едноставно без имотелист не може ништо да се направи. Значи, граѓаните кои што имаат имот, поседуваат го, владеат на лице место, но немаат имотелист, не можат истиот да го продадат, не можат истиот да го дадат под закуп, не можат да добијат електрична енергија ако градат објект, не можат да градат ако немаат имотелист. Значи не може ништо да се направи, може кредит да се земе, не може да се наследи, значи ако треба да се наследи, исто не може да се наследи. Така да без имотелист едноставно не може ништо да се направи со недвижностите во државата. Изминатиот период се промени многу закони, многу законска регулатива се промени, се со цел да едноставно да мора да имотниот лист биде главен во сите постапки пред сите органи кога се работи за недвижностите, а исто така со таа промена искористивме и да поврзиме голем број на професионални корисници, така да денес катастарот преку 60% од предметите ги прима по електронски пат, од дењето кај нотар, веќе со дењето кај нотар да се случи договор за купо-продажба или некој друг договор, веќе ги ослободува граѓаните од обврска да доаѓаат во катастар. Нотарите тоа го прават преку електронскиот шалтер по електронски пат, така да сите реформи што ги направивме изминативе години возможија да веќе и гужвите пред катастарот ги тргнеме настрана, односно да ги немаме. Кажете ни, што се спаѓа во инфраструктурни објекти? Катастарот на инфраструктурни објекти е работа која што работиме последниве 4 години и на која што сме стварно горди. Ако до сега во Република Македонија не знаевме што има во земјата, односно не беше ништо регистрирано, па се случуваше кога се прави пат, кога се прави некоја градежна работа да се прекини кабел за вода, за струја, за телефон. Денеска за телефон е многу лошо ако се прекини кабел, ќе останат младите без интернет и тогаш стварно имаме сериозен проблем, зашто интернетот е итекако битен. Започнувајќи од 2013 година, напротив создадовме законската регулатива, значи сите инфраструктури што постојат, било да се подземни, било да се надземни. Значи зборам за сообраќајната инфраструктура, зборам за водоводна канализација, за водоводна инсталација, за канализационите системи, збориме за електричната енергија, збориме за телекомуникацијските кабли, значи целокупна инфраструктура што не обкружува, било да е подземја или надземја. Од 2013 година создадовме регулативата за да може истото да биде запишана во катастарот, изистото да се добие имотелист, а веќе од 2014 година веќе ги создадовме и сите технички предуслови и започнавме со запишување на целокупната инфраструктура во Република Македонија. Како се роди идејата да се воспостави инфраструктурен катастар? Идејата во Република Македонија се роди на тој начин што истата беше предвидена во програмата на владата Република Македонија, уште во некаде 2008 година, но имајќи предвид дека се работи за стручна материја, имајќи во предвид дека требаше да се создадат и кадри кои што знаат ова да го работат, помина повеќе време за конечно во 2013 година да можеме да ја реализираме. Иначе на европско ниво инфраструктурите се запишуваат во повеќето земји и на пример во Холандија започнале да ги запишуваат инфраструктурите по еден несреќен случај што се случил во Белгија. Во Белгија се работел некој автопат и имајќи предвид дека не знаеле што поминува на таа локација, значи имало експлозија на газ, голема гасна цевка дошло до експлозија, имало повеќе од 200 загинати луѓе. Имајќи предвид таа лоша ситуација во Белгија, веднаш Холандија одлучила да почне да го прави подземниот катастар и тоа го направила. Благодарни сме на Господ да ова не се случило во Македонија, но затоа напорно работиме да овој инфраструктурен катастар го направиме час поскоро. Каква е користа за граѓаните и компаниите од инфраструктурниот катастар? Користа е голема, имајќи во предвид дека кога започнавме да го правиме целиот овој проект, направивме едно скенирање на состојбата на ниво на цела држава. Екипи од катастарот ги посетија сите општини, сите големи компании што едноставно имаат инфраструктури, како Македонскиот Телеком, ЕВН, Мепсо и така натаму. При таа посета се констатира дека преку 99% компаниите немаат градежно-техничка документација, туку тие инфраструктурни објекти ја немаат бидејќи во тој период и немало регулатива.
Затоа владата Република Македонија одлучи да се даде еден дополнителен рок каде што компаниите можат да ги легализираат објектите. И тоа сега веќе се случува. Значи имаме масовни примери на целокупната инфраструктура што има Евана, што има Телеком. Значи имаме огромен пример што се случува денеска на терен, а паралелно со тоа се врши голема легализација на тие инфраструктурни објекти, така да од ден на ден ние инфраструктурниот катастар го полниме со нови недвижности. Исто така, со измените на закони се овозможува и новата инфраструктура која што треба да се гради, да биде предбележена во катастарот и да се добие лист за предбележување на таа идна градба, така да веќе компаниите, ако нешто што го има, вложуваа во него, нема ништо, денеска веќе имаат имотен лист. Со тој имотен лист веќе можат и да го продадат, може да дадат под закуп или да го земат под хипотека. Веќе имаме компании кои што инфраструктурите што ги запишаа во катастарот, веќе ги издаваат под хипотека и за тоа добиваат кредит за понатака да можат да вложат во идни инфраструктури. Како држава бенефитот е голем. Сега веќе со создавањето на инфраструктурниот катастар, со премерот на инфраструктурите, точно ќе знаеме што имаме во утробата на земјата, така да при идни инвестиции, било да се на патишта, пруги, железници и така натаму, точно ќе знаеме што има за да не дојдат до определени дефекти. Како слаба карика во цел овој систем се општините. Општините имаат големи инфраструктури, пред се во делот на локалните патишта и во делот на водоводите и канализациите. Затоа со новата програма, што е новиот стратешки план на Агенцијата за катастар недвижности, се предвидува при сообезбедување на средства, од било тоа да е од ИПА фондовите или кредит од Светска банка, да катастарот организира еден премер за целокупната државна инфраструктура. Значи, општините имаат најголемата, но имаат и други државни институции инфраструктура. Тука е пред се Министерството за внатрешни работи, тука е Министерството за одбрана, Македонската радиодифузија и други институции кои што имаат инфраструктура која што не е запишана и нема имотели за истото, така да ни престои период кога покрај тоа што во моментот приватниот сектор на големо веќе работи на премери за легализација, доаѓа време кога и државата својата инфраструктура ќе ја премери, ќе ја запиши во катастарот на инфраструктурни објекти. И за крај, еве кажете ни која е постапката за запишување на инфраструктурни објекти? Постапката за запишување е многу едноставна, истата се одвива по електронски пат. Одобренијата за новите инфраструктури што се градат ги издаваат општините, доколку се работи за територијата на една општина, доколку се работи за територија на повеќе општини, тогаш надлежно е Министерството за транспорт и врски. Значи секој одобрение за градба што се издава, најнапред општината или Министерството по електронски пат го доставува до катастарот, катастарот истото го предбележува, издава лист за предбележување на градба, а после изградбата на инфраструктурата се врши премер, значи компанијата што ја гради или институцијата државна што ја гради таа инфраструктура должна е да изврши премер, значи да ангажира приватна геодетска фирма која што ќе премери целокупната инфраструктура, ќе го сочини геодетскиот елаборат и геодетскиот елаборат заедно со целокупната друга правна документација, значи одобрение за градба или решение за легализација, општината, односно Министерството по електронски пат ги доставува до катастарот и катастарот ги запишува тие инфраструктури и издава имотен лист. Значи процедурата е многу едноставна, се работи за неколку чекори и ова е една убава можност да ги повикам сите компании од овој регион што имаат инфраструктури да си ги премерат, да си ги запишат во катастарот и на тој начин да си добијат имотен лист за истите. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување и за одвоеното време. Благодарам јас. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание. Се гледаме повторно во наредното, а до тогаш останете со програмата на телеканал А1. Пријатно!